Проверки за законското работење на угостителските локали ќе се одвиваат во континуитет, најавуваат од Министерството за внатрешни работи, откако јавноста ја искритикува саботната акција на полицијата. Во акцијата во скопските локали приведени беа 3 лица, меѓу кои сопственикот на дискотеката Сектор. Паралелно, проверки и акции се вршеле и во локалите во Гостивар, но без припадници на специјалните единици. Извршени се проверки во 7 угостителски објекти во Гостивар, лоцирани на улиците Илинденска, браќа Гиновски, Гоце Делчев и Живко Брајковски. Еден од објектите е казнет за бучава поголема од дозволената, додека 2 објекти за истите прекршоци се писмено опоменати. Акцијата таргетираше неправилности од Законот за прекршоци. Вели портпаролот на СВР Тетово за 1 ТВ Маријан Јосифовски. Додаде дека акции во Гостивар и Тетово се планирани и за наредниот период, а фокусот ќе биде ставен на локали лоцирани во централните градски подрачја и во локалите кои се наоѓаат во приземјата на станбените згради. За разлика од акцијата во Гостивар, која ја вршеле исклучиво полициски службеници од СВР Тетово, во скопските локали влегоа и специјалци. Таму начинот на спроведување на акцијата беше мета на критика. Нашите извори во полицијата во Тетово велат дека ниту претходните акции на нивно подрачје не биле спроведувани со припадници на специјалните сили, а најголем број приведени лица има за нелегален престој и работа во земјава. Освен критиките од јавноста, за скопската акција реагира и од Хелсиншкиот комитет, кој побара да се испита постапувањето на полицијата. Реакција има и пратениците Павле Богоевски и Ивана Туфеѓич, кои беа дел од шарената револуција. Тие истакнаа дека демонстрацијата на моќ беше главно одбележје на режимот на Груевски и дека полицијата треба да најде друг начин за спроведување на акции во ноќните клубови. Премиерот Зоран Заев од собраниската говорница рече дека досега нема доказ за неправилно постапување на полицијата, а притворените до вчерашни соборци се доказ дека законите важат за сите. На ист став е и министерот Спасовски. Тој ги повика граѓаните да пријават доколку се соочиле со несоодветно однесување на полицијата. Меѓу честните гости имаше и такви кои незаконски беа вооружени, кои поседуваа наркотични средства, кои нападнаа полицајци и кои одбија да постапат по полициска наредба. Ноќните клубови се места за забава, но морат да бидат безбедни, а законот важи еднакво за сите. Полицијата нема воопшто употребено сила, а акцијата е спроведена според правилата и прописите. Во саботната акција беше пронајден пиштол кај еден од гостите. Утврдено беше дека дел од локалите работат без лиценца, а повредени беа 2 полицајци во обид да приведат 2 лица кои претходно го нарушиле јавниот ред и мир. Сопственикот на клубот Сектор, кој беше приведен, на својот Facebook профил напиша дека односот на инспекциите најдобро го илустрира политичкиот прогон врз угостителите. Слични вакви акции полицијата спроведуваше и во ноември минатата година. Тогаш полицијата влезе во 24 локали, а 13 од нив добија временна забрана за работа. Јавноста и тогаш реагираше за оправданоста на големиот број полициски сили и начинот на кој беа извршени акциите.